тешко ми е малце. Тоа се емоции кои што не можам да ги посилни од мене се. Таа гледка и таа случка, човекот замина така. Викна доктори и сестри, и ако ми веруваат, ова го видов со своји очи, луѓето, 4-5 луѓе беа, некои сестри, некои доктори, бдеа во човекот 10 минути и го чекаат да испушти душа. И што беше најтешко за мене, најболно и најморбидно, е тоа што целиот процес на пакување во Црна Врека го правиа пред мои очи. Па добро бе луѓе, какво здравство сме ние. Немаме обичен параван. Во една ситуација викам на сестра, што направите со човеков? Вика, што да му направам? Што да му направам? Немаме никакви ресурси. Значи немаат ни еден апарат. Тој беше разговорот помеѓу медицинскиот? Да, меѓу медицинскиот персонал и јас не можам нив да ги обвинам. Луѓето, значи нивните ресурси и нивните можности беа толку. Немаше еден апарат за механичка вентилација. И они не правеа разлика помеѓу тешки и лешни пациенти. Дојде сестра, као визита, да ми мери температура и ми вика 37 со 6. 36 со 7. Викам, сестро, ке те замолам да ми пипнеш твојата дланка само на чело. А ја вриемо температура. И ми вели, па ти имаш температура. Викам, овие апарати, што Филипче ги купил преку Алиекспрес за 1 евро, треба да му ги треснете од глава. Значи, вие немате основни средства. Тие ковид центри, уствари, беа мртовечници. Значи, јас за неполни 3 дена изнесува 4 црни вреки. Вториот ден беше тоа, човекот до мене. Третиот ден имаше постат човек во другата просторија која овкаше. 24 сата човекот овкаше. Почна да блада. Знаете, кога немате доволно кислород, мозокот почнува да докажува. Третиот ден тој почина. Во тие ковид центри во државна болница ќе ти бутне маска и крај на приказната. Не сме ние сите исто. Таму сум примал 5 литри. Немаат протоколи, Немаат. Ги лекуваат пациентите тоа? Не знам како ги лекува. На еден начин, со еден протокол. Не, дали си ти подежок или полесен, начинот е ова, ресурсите ни се тие, па еве ти го Господ. Господ кај реши најверојатно за тебе. А јас цело време не ги знаев резултатите. Не знаев дека за тоа се работи. Комисија со пругата и ми соопшти дека ќе те префрлам или во една здравствена приватна установа, или во друга здравствена приватна установа. Јас си реков, ти не си нормално прво. Знаеш ли колку чини тоа? Одговорот од незин беше, мене ми треба сопруг и татко на моето дете. И парите не ме интересираат. Поминав пеколни третмани, ужасно пеколни третмани, инвазивни. Колку денови бевте сместен во приватна? 23 дена бев во приватната установа. Колку веќе нешто тоа? Платив една баснословна сума. Негде подоцна морав да одам на преглед, прва контрола, за свет се наплаќа. 25.000 евра се моите просечни примања месечни. Јас ме донесла на работна екзистенција. Ме гледате уште сега сум пост-ковид пациент. Лекувањето е многу споро и многу тешко. Треба многу време. Во меѓувреме добив и атрофија на мускули, бидејќи 26 дена поминати во кревет. Значи бев врзан. Јас едноставно 80 до 90% од белодлобните крила не ми беа во функција.